Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, ако имате Библија со себе, отворете ја кај глава 12 од Евангелието според Јован. Минатиот пат застанавме кај стих 25. Се наоѓаме во оној дел од Евангелието кој ги опишува последните настани поврзани со јавната служба на Господ Исус на земјата. Во првиот дел од оваа глава е опишано влегувањето на Исус во Ерусалим, кое често се нарекува триумфален влез во Ерусалим. Ова е период од службата на Господ Исус, кога за последен пат јавно ќе се обрати пред народот, а потоа ќе има заедништво со неговите ученици во горната соба. За тој настан ќе размислуваме следниот пат. Во стих 24 тој зборува за пченичното зрно и го објаснува процесот по кој зрното дава плод. Вистина, вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само, а ако умре, ќе донесе голем плод. Ова е навистина прекрасен стих. Неговата важност ја гледаме уште на почетокот од реченицата, каде што пишува «Вистина, вистина ви велам». Кога Господ зборува, добро е да го слушаме. Кога еднаш вели «вистина», тоа е важно да се чуе. А кога вели «вистина, вистина», тоа е од исклучителна важност за нас. Исус всушност го зеде пченичното зрно како пример и искористи принципот материјалниот свет за да објасни важна духовна вистина. Кога пченичното зрно се става во земја, никој не може да го види. Тоа најпрво умира, а потоа носи голем плод кој е за благослов на мнозина. Сметам дека тоа е слика на неговата смрт и воскресение. Се додека не поверуваме во неговата смрт и воскресение, ние немаме право да кажеме дека сме го виделе Исус или дека го познаваме. Тој умре за да не откупи. Го даде својот живот за вие и јас да можеме да имаме вечен живот. Тоа е духовната вистина која Исус ја поучува со зборовите. А ако умре, ќе донесе голем плод. Сигурен сум дека ова им звучеше чудно на елините кои дојдоа да се сретнат со него. Исус како да сака да каже, не е поента само да ме видите физички или да читате за мене во Евангелијата. Важно е да разберете дека ќе бидам убиен и погребан. Нема да ме видите, исто како што не можете да го видите пченичното зрно. Но откако ќе умрам, ќе родам плод и ќе им дадам живот на мнозина. Исус навистина умре и потоа воскресна, а преку неговата смрт и воскресение ние можеме да имаме вечен живот. Во стих 25 кажува нешто што на многумина денес може да им звучи чудно. Кој го сака животот свој, ќе го загуби, а кој го мрази животот свој на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Кој ми служи мене, нека врви по мене, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот отец. Што сака да каже со овие зборови? Луѓето можат да живеат два вида на живот. И тука Исус ги представува. Првиот вид живот е оној во кој луѓето се водат според телесните желби и похоти. Оние кои го практикуваат овој начин на живот се личности кои сакаат да му угодат на телото во се што прават. Нив не ги интересира Божјото и тоа што Бог го бара од нив. Кога Исус вели кој го сака животот свој, тој зборува за оние кои сакаат да го живеат животот според своји правила и принципи. Неретко таквите се посветуваат на некакви пороци, како алкохол или можеби дрога. Некогаш трчаат по заработка на што повеќе пари и слично. И вие ја имате слободата така да живеете. Но знаете што ќе се случи еден ден? Ќе починете, ќе го напуштите овој свет и ќе го изгубите животот. Жал ми е што морам тоа да ви го кажам. Но ако сакате да живеете според своји правила и принципи, вие ќе го загубите животот. Тоа е реалноста. Пред некое време слушнав за еден проповедник кој бил многу директен во начинот на проповедање. Живеел во околина во која имало многу богати луѓе. Еден од нив бил многу грешен човек. Ги прекршил сите Божји заповеди, живеел во грев и бил алкохоличар. Кога тој човек починал, неговите роднини го прашале проповедникот дали ќе сака да ја води погребалната церемонија. Проповедникот се согласил.
На погребот дошле многу богати луѓе кои живееле на висока нога, луѓе кои заработувале многу и трошеле многу пари. За време на погребот, проповедникот направил нешто што јас не сум го направил. Може би треба да го направам, но не сум сигурен дали ќе имам храброст. Кога се собрале семејството и пријателите на починатиот, проповедникот почнал да го проповеда Евангелието. Откако завршил, се приближил до ковчегот и зборувал дека смртта е последица од гревот и дека поради гревот човекот ќе оди во пеколот. На присутните не им било сеедно што го слушнале тоа. Потоа им рекол: сакам да дојдете тука и да се уверите дека животот на овој човек престана. Неговиот живот е минато. Живееше од презир кон Бог и му го сврте грбот на Исус Христос. Ги погледнал присутните и завршил со зборовите: секој еден од вас ќе заврши на ист начин, ако не поверувате во смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Тоа е реалноста. Може би проповедникот бил многу директен кон присутните, а може би и така и требало да им се обрати. Не треба да ја криеме вистината. Господ Исус рече: оној кој го сака својот живот ќе го загуби. Ако живееме за себе, ќе го загубиме животот. Потоа Исус прави контраст велејки: а кој го мрази животот свој на овој свет? Тоа значи дека оние кои не живеат за да му угодат на овој свет, ќе добијат вечен живот. Како го добиваме вечниот живот? Сетете се на пченичното зрно кое паѓа на земјата. Умира и потоа носи голем плод. Тоа зрно е Господ Исус Христос. Единствениот начин на кој можеме да се спасиме е преку вера во неговата смрт и воскресение. Зборовите кои Исус ги кажува во овие стихови се навистина прекрасни и важни за секој од нас. Во стих 27 тој вели: душата сега ми се нажали. И што да кажам? Оче избави ме од овој час. Но, заради тоа и дојдов за овој час. Сигурен сум дека никој не може да ја разбере длабочината на неговите страдања на крстот. Тој не страдаше само во рацете на луѓето. Самото физичко измачување беше навистина ужасно, но страдаше и на поинаков начин. Додека беше на крстот, твојот и мојот грев беа ставени врз него. Додека беше распнат на крстот, Исус беше презрен и отфрлен меѓу луѓето, човек на болки и свикнат на страдање, како што вели пророкот Исаија во 53 глава 3 стих. За чии гревови ја плати казната? Не за неговите. Исус беше безгрешен, а сепак во Исаија 53:4 пишува дека ги понесе нашите таги и жалости. Во Новиот Завет пишува дека стана грев за нас, за ние да ја добиеме неговата праведност. Волјата Господова беше да го казни и го предаде на мачење, а кога ќе го принесе својот живот како милостивна жртва, тој ќе види долговечно потомство и волјата Господова ќе напредува преку неговата рака. Мојот грев беше причината поради која светиот беше казнет на крстот. Страдањето кое тој го искуси на крстот е нешто кое никогаш нема да можеме целосно да го разбереме. Еве како Елизабет Цефан го опишала тоа во песната 99. Низ колку длабоки води Исус мина, никој од нас не може да знае. Во мрачна ноќ тргна да ја најде овцата, без разлика каде и да е. Неговата душа беше во агонија. Исус знаеше што го чека на крстот и тоа е причината поради која дојде на овој свет, да мине низ срамот кој ние го заслужуваме. Но тој се прослави кога беше на крстот и тоа е една од главните пораки кои ние христијаните треба да ги објавуваме пред светот. Апостолот Павле напишал: да не даде Бог да се фалам со ништо друго, освен со крстот на Господ Исус Христос, преку кој светот е распнат за мене и јас за светот. Исус вели дека оној кој го сака својот живот ќе го изгуби. Убеден сум дека според начинот на кој една личност го живее животот, можеме да процениме дали ќе го изгуби или зачува. Некој можеби ќе рече: зарем спасението не се добива преку вера? Каква врска имаат делата во спасението? Вистина е дека спасението се добива само преку вера во Господ Исус Христос. Во Дела 16:31 пишува: поверувај во Господ Исус Христос и ќе бидеш спасен. Спасението не може да се заслужи. Но кога некој ќе поверува во Исус, таа личност не само што ќе добие спасение, туку и нејзиниот живот ќе биде променет.
Ако вашиот живот не е променет, тоа значи дека немате вера во Исус. Верата не е нешто кое само го исповедаме, туку Божјо дело во нас, кое започнува промена и ни дава сила да живееме за Бог, а не за задоволствата на овој свет. Кога ги гледам некои од христијаните, чија главна цел им е да се збогатат и се што заработуваат го трошат на купување нови домови, скапи автомобили и други нешта кои се символ на добар статус во општеството, се прашувам каде им е срцето. Пред некое време запознав човек кој ставил под хипотека се што имал, за да може да подигне кредит од банка и да си дозволи уште полуксузен живот. Ми рече дека со нетрпение чекал Господ Исус повторно да се врати на овој свет. Кога го слушнав тоа, ми стана чудно. Како може некој со нетрпение да го очекува Исусовото доаѓање, а живее како оваа земја да е негов дом? Сигурен сум дека на таквите луѓе ќе им биде многу тешко, кога Господ Исус ќе ги земе кај себе, бидејќи ќе мораат да ги остават сите луксузни играчки зад себе. Исус вели, кој го сака животот свој ќе го загуби, а кој го мрази животот свој на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Потоа рече, кој ми служи мене, нека врви по мене. Навистина е бесмислено некој да тврди дека верува во Исус, а живее како за ѓаволот. Таквите луѓе не му веруваат на Господ Исус. Верата во Исус Христос го менува животот на оние кои ја имаат. Секој кој исповеда вера во Него, а не живее променет живот, е лицемер. Исус рече, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец. Прашањето не е дали Господ е со нас, туку дали ние го следиме неговиот пат? Дали си таму, каде што е Тој? Пред некое време, еден човек ми рече, јас сум член на либерална црква, но каде и да одам, Господ е со мене. Не знам дали е тоа вистина. Господ е се присутен и тој на вистина е секаде, но не верувам дека го одобрува постоењето на либерални цркви и либерални христијани и дека неговиот благослов е врз тие заедници. Прашањето не е дали Господ е со тебе, туку дали ти си со Господ. Токму тоа го вели Исус во овие стихови. Оние кои вистински му служат се таму каде што е тој. Тоа значи дека оние кои му веруваат ги следат неговите стапки и живеат според неговата волја. Забележете што кажа потоа. Оче, прослави го името свое. Тогаш дојде глас од небото и го прославив и пак ќе го прославам. Небото прозборе, односно Бог Отецот одговори, а народот слушна дека нешто се случи, но не беа сигурни за што стануваше збор. А народот што стоеше, кога го чу тоа велеше, загрми, други пак рекоа, ангел му проговори. Кој беше во право? Оние кои рекоа дека грми или оние кои рекоа дека ангел прозборе? Ниедна група не разбра што точно се случи. Тоа не беше глас на ангел, туку гласот на Бог Отецот. Во Стариот Завет неретко се случуваше Бог да испрати порака до народот преку ангел. Ангелите имаа важна улога и служба во историјата на израелскиот народ. Можеби затоа дел од очевидците претпоставија дека ангел прозборе. Од друга страна, дел од нив воопшто не помислеа на тоа, туку мислеа дека загрми. Сакам да навлеземе малку подлабоко во реакцијата на очевидците. Дел од нив сакаа да дадат логично објаснување на тоа што се случи и рекоа: да, навистина слушнавме некаков звук, но тоа беше обичен гром. Тоа е природно објаснување на случувањата. Денес голем дел од либералните христијани велат загрми во однос на многу нешта поврзани со Бог и неговото откровение. Например, според нив Библијата не е Божји збор, туку книга полна со грешки. Нивниот заклучок е дека не можеме целосно да ја веруваме и дека чудата кои се запишани во неа воопшто не се случиле. Знаете зошто тврдат дека не можеме да ја веруваме на Библијата? Бидејќи самите тие не ја веруваат. Навистина ми е жал што не веруваат во надприродното, но со тоа покажуваат дека се исти како дел од слушателите на Исус, кои се обидоа на природен начин да го објаснат надприродното. Од друга страна, иако другите не погодија за што станува збор, барем веруваа дека се случи нешто надприродно. Пред некое време слушнав за некој проповедник кој на луѓето кои доаѓале на неговите библиски проучувања
Им рекол дека никој не може да ја разбере книгата Откровение и затоа луѓето не треба да се трудат да ја проучуваат. Според мене, со таа изјава, тој само покажал дека самиот тој не ја разбрал книгата, а не дека книгата не може да се разбере. Всушност, што се однесува до мене, ќе речам дека книгата Откровение е најсистематската книга во Светото писмо. И од таа гледна точка мислам дека голем дел од неа може да биде разбран. Но луѓето како овој проповедник се оние кои наместо да го бараат над природното, тие велат загрми. Фала му на Бог што има луѓе кои размислуваат поинаку и се свесни дека Божиот збор е релевантен и можеме да го разбереме. Фала му на Бог за оние кои веруваат во надприродното и дека Бог се уште зборува. Некои велат загрми, а други Бог проговори. Тоа се двете најчести објаснувања кои луѓето ги даваат денес во однос на Божјото откровение. Во Божиот збор пишува дека раѓањето на Исус беше надприродно, дека правеше чуда и дека неговата смрт е како пченично зрно. Исус не остана во земјата. Пченичното зрно умре, но потоа даде многу плод. Либералните теолози велат дека коските на Исус се закопани во некоја област во Израел, но не знаат дека со тоа отвараат прашање на кое мора да дадат одговор. Прашањето е, каде се закопани коските? Никој не може да ги најде. Воскресението на Господ Исус не беше духовно, туку телесно. Кога луѓето го порекнуваат, тие исто како да велат загрми. До ден денешен има луѓе кои имаат таков пристап кон надприродното. Многу е лесно да се каже загрми, но тоа не е знак на висока интелигенција. Нам ни е потребно да имаме духовна проникливост и разбирање. Само на тој начин ќе можеме да ја забележиме Божјата рака и неговото дејствување. А тоа е особено важно кога ја читаме Библијата. Слушнете што пишува во следните два стихови. Исус одговори и рече: овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. Во овие стихови Господ Исус кажува пророштво. Неговата смрт на крстот беше суд за светот. Кнезот на овој свет е осуден. Тоа е едно од нештата за кои ни сведочи Светиот Дух. Ние живееме во осуден свет, а смртта на Исус ни помогна да сватиме во каква духовна состојба се наоѓа светот. Тој дојде за да умре поради гревовите на сите нас. Тоа значи дека иако сме грешни и ја заслужуваме Божјата осуда, сепак секој кој ќе поверува во него ќе добие простување и помилување. Стих 32. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Некој можеби ќе рече, има голем број луѓе кои минуваат крај црквата, но не сакаат да влезат и да слушаат поуки од Библијата. Тоа е вистина. Има голем број луѓе кои не се заинтересирани за Божиот збор. Студенти, работници, пензионери, богати, сиромашни и слично. Но без разлика на нивната возраст или социјален статус, голем број луѓе се незаинтересирани за тоа што Бог има да им го каже преку Библијата. А Исус рече, кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Што значи тоа? Исус ги сака сите, но задачата на црквата е да го доближи Исус до луѓето. За жал, некои цркви не го сваќаат тој повик доволно сериозно. Тоа е причината поради која некои луѓе не доаѓаат кај него. Ако црквата биде посериозна во однос на овој повик и почне да го шири Божиот збор помеѓу луѓето, тоа ќе биде едно од најубавите нешта кои може да му се случат на светот. Од суштинска важност е да го пренесеме Божиот збор на оние кои не го познаваат. Тоа е начинот на кој ќе го приближиме Исус до другите луѓе и начинот на кој тој ќе ги привлече другите кон себе. Секојдневно сретнуваме луѓе кои имаат очајна потреба од Божиот збор. Заклучокот на Јован е следниот. А ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ќе умре. Исус им кажа на луѓето со каква смрт ќе умре, односно дека треба да умре за да ги спаси. Народот му одговори: сме слушале од законот дека Христос вечно ќе остане. А како ти велиш дека синот човечки треба да биде издигнат? Кој е тој син човечки? И покрај се што видоа и слушнаа, луѓето се уште беа збунети. Тогаш Христос им рече:
Уште малку време светлината е со вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнина. А кој оди по темнина, не знае каде оди. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. Штом го рече тоа, Исус си замина и се сокри од нив. Некој можеби ќе рече, луѓето имаа можност да бидат сведоци на светлината. Зошто не поверуваа? Како е можно да не го прифатат? Одговорот на тоа прашање го добиваме во следните два стиха. Иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие пак не веруваа во него, за да се исполни словото од пророкот Исаија, кој рече: Господи, кој поверува во она што го чул од нас? И раката Господова, кому му се откри? Следува цитат од најпознатата глава од книгата на пророк Исаија, глава 53. Тие затоа не можеа да поверуваат, зашто Исаија уште вели: ги ослепи очите нивни, ги скамени срцата нивни, за да не гледаат со очите и со срцето да не разбираат и да не се обратат за да ги излекувам. Ако некој стане наутро и не сака да ги отвори очите, многу е јасно дека нема да може да види што има околу него. Истото се случуваше и со голем дел од народот во времето на Исус. Тие ги видоа неговите чуда, ги слушнаа неговите поуки, но сепак ги затворија очите и не сакаа да поверуваат. Ова го рекол Исаија, кога ја беше видел славата негова и зборувал за него. Стихови 42 и 43. Но и од началниците мнозина поверуваа. Само заради фарисеите не признаваа, за да не бидат исклучени од синагогата, зашто им беше помила човечката слава, отколку славата Божја. Ова е навистина жално. Мислам дека и денес има некои луѓе кои се така наречени тајни верници. Всушност, тие се кукавици. Стихови 44 до 46. А Исус подигна глас и рече: кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. Кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Јас, светлина, дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. Зарем не е прекрасно тоа што го рече Исус? Дојдов да бидам светлина на светот. Ова е еден вид продолжение на тоа што го каже Исус откако го исцели слепиот човек. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Сите ние ќе бидеме судени според Божиот збор, а не според тоа што ние мислиме дека ќе биде важно на судниот ден. Така е запишано во писмото. Ќе го прочитам последниот стих од оваа глава. И знам дека заповедта негова е живот вечен. А она што го зборувам јас, го зборувам така, како што ми рече Отецот. Следниот пат ќе размислуваме за заедништвото кое Исус го имаше со апостолите во горната соба. Дотогаш, Бог нека ве благослови и нека даде овие зборови да родат духовен плод во вашите срца. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.